Јас сум Насковски Стевон, носител на листа на кандидати за пратеници од изборна единица 5 од Македонски концепт. Денешната тема ќе биде проверка на имотната состојба на политичарите и закон за финансиска лустрација. Почитувани представници на медиумите, време е да завладее правото и во нашата држава. Време е секој да се соочи со последиците од своите дела и да ставиме крај на празните ветувања. Нашата реалност е длабоко поделена во секоја смисла, но најголем е јазот меѓу сиромашни и богати, обесправени и оние што се недопирливи од раката на правдата. Не е нормална ваквата подоба во државата. Не е нормално да гледаме како политичарите се богатат, а ние сме тивки наблюдувачи на нивната алчност. И да знаеме дека сето тоа е спечалено на наш грб. Време е да ја вратиме нормалноста во нашата држава. Премногу долго сме заложници на празните ветувања на политичарите и левите и десните, а при тоа тие самите да се богатат. Веќе 30 години во оваа држава ниту еден политичар не одговара за своите постапки. Имаме корупција во државата, но дали вистински се бориме против неа? Не, сето тоа е само декларативно. Затоа, Македонски концепт ќе се залага за носење на закон за финансиска лустрација, да се лустрираат сите оние граѓани кои се стекнале со големо богатство од 1990 година до денес. Овој закон ќе побара докази како е стекнато тоа богатство. Доколку не се покаже потеклото, имотот ќе подлежи на данок од 50% од вредноста на имотот, а доколку не се плати данокот, ќе се конфискува соодветен дел од имотот. Парите собрани од оваа финансиска лустрација ќе се наменат за проектот за обештетување на граѓаните. Само на тој начин ќе постигнеме фер амбиент и ќе докажеме на дело дека сакаме да се бориме против криминалот и корупцијата. Доста е веќе. Нема правда за обичниот граѓанин на сметка на избегнувањето на законот, посебно од страна на политичарите. Правдата мора да биде за сите иста и еднаква. Време е секој да го покаже потеклото на своето богатство, а политичарите се први. Во таа насока нудиме концепт за проверка на имот на сите политичари, потекла на имот со следење на нивните сметки. Суштината на овој концепт е потекло на имот уште додека се кандидираат како кандидати за пратеници или државни функционери. Зошто? Затоа што за да се биде политичар е поврзано со интегритет, на кој што граѓаните треба да му веруваат, да му дадат моќ и да делува во име на граѓаните. Ние немаме ништо против богати граѓани кои се занимаваат со политика, но потребно е на честен начин да го стекнале своето богатство. Ако некој не се стекнал со својот имот на честен начин, не треба да биде истакната политичка личност во која што граѓаните ќе имаат доверба. Ако некој не може да го покаже потеклото на имот, повторно ќе следи даночна стапка. И затоа, еден од врвните приоритети треба да биде безусловно носење на закон за заплена на имот, доколку не се докаже од каде и како е стекнат, како и заплена на имот на функционери кои што не може да го докажат своето потекло. Одговорноста на политичарите е голема и затоа нивните ветувања треба да се реализираат. Се изнаслушавме само ветувања и декларативни изјави. Доста се празни ветувања, затоа секој политичар да одговара за неспроведување на ветувањата од изборна кампања. Што ли не се изнаслушавме изминативе децении, а реализацијата е нула. Доста беше голи ветувања без реализација. Тоа е нормалниот тек на животот, а ние сакаме на граѓаните да им обезбедиме нормална држава. Држава во која ќе се живее слободно, спокојно и солидарно. За воспоставување на нормална држава, за апсолутно владење на правото, за реална благосостојба на граѓаните, реализирана преку поддршка и имплементација на проектите врз основа на кој што се базира платформата на Македонски концепт. Доволно беше страдање на македонските граѓани. Потребно е да има благосостојба, достоинствен живот, народот треба да расне, да се развива, потребно е да изградиме Македонија да биде држава на сите, каде секој ќе има шанса за достоинствен живот. Благодарам.